Крај на хаосот со паркинг просторот на клиничкиот центар. Министерот за здравство го најдалекот за овој проблем. Таравари, метежот, нервозите и расправиите кај пациентите и вработините во најголемиот здравствен комплекс во Македонија ќе ги решава со 2 монтажни катни гаражи и со јавно-приватно партнерство. Со јавно-приватно партнерство е предвидено да се изградат 2 катни гаражи и за тоа е изработена физибилити студија. Целта е да се обезбедат тројно повеќе места за паркирање. Преполнетоста на паркингот на клинички е децениски проблем кој го отежнува нормалното движење низ клиниките, како на граѓаните кои имаат термин, така и на хоспитализираните пациенти кои една до друга клиника едва стигнуваат, поради автомобилите кои се паркирани, кој како се снашол на пешачката зона и на тротоарите. Да се најде слободно паркинг место на кампусот клиники е вистинска среќа. Граѓаните кружат дури по 1 час за да најдат слободно паркинг место. Истовремено брзајки да стигнат за закажаниот термин кај доктор. Но вртењето кругови и барање паркинг место не е единствениот проблем и излегувањето од скопските клиники е дополнителен хаос за граѓаните и пациентите. Паркингот располага со вкупно 1000 паркинг места, а само во еден ден влегуваат околу 5000 возила, вклучувајќи ги возилата на вработените во центарот. Дали хаосот конечно ќе се реши? Ветување имаше и порано, но без реализација. Старата зграда на гинекологија беше урната во времето на екс-министерот за здравство Никола Тодоров, со цел според тогашните идеи на тоа место да се направи катна гаража. Владата на Заев се откажа од овој проект, па ги промени намерите, а министерот Филипче изградбата на монтажната катна гаража ја најави уште во 2018 година. Тој тогаш рече дека за кусо време ќе се реши проблемот, но се остана само на ветување. Овој план, за разлика од другите, се уште стои, ама само на хартија.